Повторно е ставена во употреба ВИП собата на гинеколошкото одделение во клиничката болница во Битола. Истата сега е преуредена и реновирана. Управниот одбор на болницата донесе одлука за оваа соба да се наплаќаат символични 300 денари на ден. Освен ВИП собата, реновирана е и просторот кој се користи за мајчина школа на ова одделение, каде обучен тим им помага на трудниците со се она што им е потребно за време на бременоста и самиот чин на раѓање. Сите родилки кои што сакаат кога при пораѓајот да престојуваат во таа соба, значи додатно се наплаќа 300 денари од ден за престој во таа соба. Таа е уредена, значи со еден апартман со компјутер, со интернет линија и така натаму. Исто така и мајчината школа која работи подолго време, сега исто така имаме преуредено и имаме нова цена по 500 денари месечна сума која родилките можат да ја користат со обучени терапевти, мислам, кои ќе ги обучуваат за време пред и после и за време на пораѓајот, како треба да се однесуваат мајките, исто така и сестрите од неонатологија, како треба да се однесуваат понатаму за доењето. На гинеколошко-акушерското одделение на клиничката болница во Битола изминатата 2016 година се родиле 1100 новороденчиња, а од нив 38% биле родени со царски рез. Во оваа служба во последната година, во 2016, значи имаше 1100 раѓања. Процентот на раѓање со царски рез околу 38%. Транспорти за Скопје, за разлика од некои други служби, значи во служба за гинекологија е многу мал, да речем има 3 до 5 транспорти, значи зборуваме за хоспитализирани пациенти што се упатуваат на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, значи повеќето случаеви 99% се решаваат тука. Покрај реновираната ВИП болничка соба и мајчината школа на гинеколошко-акушерското одделение на болницата, реконструирани се останатите соби, а сега се опремени со нови болнички кревети од шведската донација.